Денес, драги мои, бидете подготвени за критикување. Ние од емисијата Студенти веќе ја започнавме нашата добро поставена задача. Студентските организации, нивното функционирање, слабостите, пасивноста наша на студентите е тема на денешнава наша емисија, но со основна цел да биде вистински предизвик и за вас, да ја следите и секако да размените по некое мислење. Па, драги мои, за нас младите станува збор. Знаете ли што значи BEST? За ова ќе ви каже мојот драг колега од Пинки, Никола. BEST е борд на европски студенти по технологија, како студентска организација функционира од 1989 година. Меѓународно, моментално сме присутни на 95 универзитети во 32 земји низ цела Европа. Функционира на принцип на локални BEST групи. Значи, на секој универзитет може да има по една локална BEST група, која што функционира локално на универзитетот. Како структура постои интернационален борд и интернационален менеджмент кој што ги раководи сите помали групи, меѓутоа како целина функционира на ниво на Европа. Во Скопје постоиме од 2002 година. Оваа година го славевме 11-тиот роден ден и функционираме на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Како борд на европски студенти по технологија, почнато е дека може да членуваат само студенти по технологија, меѓутоа моментално сме отворени за сите факултети на универзитетот и моментално во членството имаме студенти од сите факултети, значи на Свети Кирил и Методи. Претежно се студенти на технологија, меѓутоа имаме и од економски, правен, градежен, мислам сите, буквално сите факултети имаме застапени студенти. Наталија, Дамјан, Тијана, Стефан, Весна, Александар и уште една Наталија не убедија во спротивното. Како да се биде успешен студент, да се биде член на супер студентска организација, која дава можности за развој, за знаење, за запознавање и народа да ги слушнеме и видиме нашите јунаци. Идејата всушност за членство на BEST ми дојде кога не повикаа за учество на еден од настаните кои што ги организира всушност BEST. Тоа е еден од најголемите настани, ИБЕК, кој што представува надпревар за инженерски надпревар за студентите по технологија. И значи беше многу спонтана идеја. Најпрво слушнав еден од постарите членови на еден од состаноците како зборува за нејзините искуства во BEST. И едноставно посакав јас да ги доживам сите тие работи кои што таа ги доживеала, како огромни искуства кои што ги доживеала патувајќи во Данска и во Шпанија и на многу други места низ Европа. И јас како така авантуристички дух посакав јас да патувам, а исто така и да се здобивам со многу од тие soft skills кои што постојано ги зборуваме, бидејќи навистина се многу битни за понатамошната кариера. Искуството да се биде член на BEST е едно прекрасно искуство на вистина, бидејќи се стекнуваш освен со знаењето кое го добиваме на факултетот, имаме и некои други знаења кои ги нарекуваме комплементарни знаења, кои понатака многу помагаат во кариерата. Имаме контакти со компании, учествуваме на најразлични конференции, истекнуваме знаења од најразлични области и ги прошируваме нашите хоризонти. Член сум веќе 2 години во BEST Скопје и како член на BEST Скопје можам да се пофалам со доста меѓународно искуство за време на овие скоро 2 години. Значи сум била на 3 вида на настани. Најпрво бев на културна размена во Барселона, потоа бев значи на курс во Копенхаген во Данска и сега бев на генерално собрание во повторно во Шпанија, но овој пат во Ваљадолид. Значи BEST како организација нуди можност да се запознаеш со студенти, професори и компании од најразлични факултети, држави и градови. Значи нуди еден диверзитет што го поттикнува на работење на тој диверзитет, за сите да бидеме свесни за разликите што меѓу нас постојат, за полесно да ги пребродуваме и да работиме на заедничка комуникација. Можам да се пофалам дека откако станав член на BEST, животот ми се смени за едно 180 степени. Станав посмирена личност која знае да ги разбира другите личности, знае да комуницира многу добро на англиски и да се снаоѓа во различни среди. Како станав член, значи бев на 2 настани организирани од BEST на европско ниво.
Значи најпрвен во декември 2012 бев во Париз, во Франција. Значи на еден настан што се нарекуваше B8, значи се дружевме со странци од значи домакините најпрвен Франција. Потоа имаше луѓе од Латвија, значи од Литванија, од Русија. Значи се дружевме, се шетавме низ Париз и си поминавме незаборавно. А сега што беше најново, значи пред една недела се вратив од културна размена која беше организирана во Истанбул во Турција. Значи таму исто си поминав неверојатно, запознав луѓе кои навистина ми оставија голем впечаток. Значи турците се прекрасни домакини, значи знаат како да организираат, значи ги почитуваат сите гости, сите луѓе. И значи би им препорачал на сите кои сакаат да станат членови, да не се срамат, значи не е нешто, не бара никакви презнања, никакви вештини, значи едноставно ти треба волја и желба за работа и за прошетка и дружба. За мене представува многу драга организација, затоа што всушност ми дава еден начин на комплементарно образование, значи надвор од факултетските клуби, сакаме да кажуваме така. Значи на овој начин всушност јас се образувам на еден поинаков начин, добивам пракса на области за кои сум се заинтересирала во животот и всушност текнувам многу познанства, како со луѓе, така и со познаници од компании, што е всушност многу важно за мојата кариера во животот понатаму. Јас сум студент на ФИНКИ, на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Всушност не сум официјално се уште член на БЕСТ, туку сум учесник на еден од настаните кои што тие го организираат. Тоа е инженерскиот надпревар ЕБЕК. Пред некој време бевме на Балканскиот инженерски надпревар кој што се одржа во Софија. Тоа е всушност второ ниво во низата инженерски надпревари. Најпрво се одржа инженерски надпревар ЕБЕК во Скопје и потоа победникот од Скопје учествуваше на инженерскиот надпревар, на Балканскиот инженерски надпревар во Софија. Исто така и таму го освоивме првото место, значи без Скопје победи таму и сега следува финалниот надпревар во Варшава. Како член на студентска организација имаме многу погодности, меѓу другото, значи имаме многу опции, можности да патуваме во странство, да се запознаваме со интернационални студенти, значи да ги разменуваме искуствата, секако, значи они доаѓаат и кај нас, значи се дружиме, учиме едни од други и тоа е едно единствено прекрасно искуство за во текот на студентскиот живот кој што нема да го имаме нели подоцна. Јас и целата моја екипа коментираше: "Ма браво за студентите, супер се! Ем учат, ем се забавуваат, ем разменуваат идеи и ставови со останатите студенти од Европа, едноставно не воодушевие." Претежно се добри страни. Значи, единственото лошо што можеме да го речеме тоа што слободното време го посветуваш на студентската организација. Меѓутоа, од тоа произлегуваат многу добри ствари. Значи, пред се подобруваш сами од себе си, учиш многу работи, тие неки вештини што ги нарекуваме, нели, комуникација со други студенти, комуникација со професори, комуникација со компании. Постојано сме во организација на настани, постојано учиме за тој проектен менеджмент, работи кои на факултет не учат, работи кои што не можеме да ги научиме на друго место, ги стегнуваме тука. И утреден кога ќе се вработиме, веќе влегуваме спремни и подготвени за тоа што не чека таму. Работа во тим нешто многу битно, тука постојано се случува, постојано работиме во тимови. Знаеме како да соработуваме едни со други, знаеме како да дојдеме до краен продукт што ни треба и што сме си го зацртале на почеток на годината, нели, во тој план годишен што би работел. Во кои проекти, Никола, ти си учествувал како член на студентска организација БЕСТ? Значи, јас сум член веќе година и пол во БЕСТ Скопје. Имам учествувано во сите проекти, нели, што биле во тоа време, тоа се Job Fair, сајмот за вработување и кариера, ИБЕК, European Best Engineering Competition, односно инженерскиот надпревар кој го организираме локално, летен академски курс, потоа тој го организираме еднаш годишно во лето, каде што доаѓаат
22 студенти од странство и наши студенти исто толку им се држат предавања на универзитетот, со тоа значи акредитирани се тие предавања, добиваат кредити потоа за тоа. Потоа треншоп имавме, значи работилница за маркетинг и пиар, имавме регионален состанок и многу други локални настани што се сега во моментот не можам да се сетам. Меѓутоа навистина се многу, нонстоп се случува нешто, нонстоп работиме. Се трудиме, значи работиме студенти сме, меѓутоа работиме за студентите. Се што правиме е бесплатно за студентите, се што правиме е во насока на нивно подобрување, на нивна интеграција полесна со факултетскиот живот и со потоа нели кога излеземе од факултет да видиме што е можно постигнати. Останавме без текст, драги мои, но едно научивме. Само активните студенти се супер студенти. Ако сакаме промени, тие треба да произлезат токму од нас студентите. Поздрав и секое добро се и до следното издание на емисијата Студенти.